Мозаик инсталација како културна традиција и современо живење е насловот на проектот кој е реализиран во градскиот парк во Виница, поточно во местото викано Круг или некогашен Жена парк. Станува збор за проект кој финансиски е поддржан од швајцарската амбасада преку Сдруженијето Добре дојде Македонија Welcome Center. Уметниците Александра Димитрова и Марија Мицова-Гацова, заедно со ученици од средното и основните училишта од Виница, ја покажаа својата креативност и талент и од стари и искористени плочки, кои требаше да завршат во отпад, го изработија мозаикот. Од рециклиран шут создадоа уметничко дело. Градоначалникот на Виница Ивица Димитров се заблагодари за уметничкото дело и за креативноста на уметниците, а на завршниот настан присуствуваше и амбасадорката на Швајцарската конфедерација во Скопје Сибил Зутер Техада. Благодарност до амбасадорката, до Швајцарската амбасада, до Македонија Центар за поддршката која што ја дадоа токму на уметниците Александра Димитрова и Марија Мицова-Гацова, која што со учениците од основните и средните училишта во нашата општина дадоа еден убав концепт на мозаик од културата и традицијата споено на едно место, кој што токму во белите доброви на нашиот град, тоест во градскиот парк, во местото наречено Круг, кај што сите добро ние го познаваме, ја оплеменија и дадоа една убава слика од уметноста и традицијата која што Виница ја има и која што понатаму ќе продолжи да негува. Уште еднаш благодарност до сите кои што учествуваа во овој дел, благодарност и до јавното предпријатие кое што веќе сега ќе почне да го чува токму ова место, ќе го оплемени уште подобро и сите ние и граѓаните на општина Виница сте уште еднаш благодарни за се она што е направено токму на ова место. I'm very happy to be here today. Се радувам што сум денеска тука на завршувањето на овој проект со мозаик инсталација во Виница. Благодарност до градоначалникот и до општината и до тимот од проектот што го реализира овој проект. Се радувам што успеавме да го реализираме овој проект како дел од културната програма на амбасадата на Швајцарија. Знаеме дека мозаикот е традиционален уметнички израз за вашата земја, така што навистина ме радува што успеавме да го реализираме овој проект. Со овој проект се поттикнува зелената култура во уметноста и се поттикнуваат децата да го изучуваат ова како занает и уметност. Сдруженијето Добре дојде Македонија Welcome Center веќе повеќе години го работи мозаикот како културна традиција и современо живење и се радувам дека оваа година во Виница ја организиравме ова мозаик инсталација благодарение на соработка со општината, поддршката од Швајцарската амбасада и ме радува што ова мозаик инсталација која е направена од крш плочки, значи ние успеавме од кршот да направиме уметничко дело. Со ова ние ја поттикнуваме зелената култура во уметноста. Поттикнавме децата да го изучуваат ова како занает и како уметност и се надевам дека во иднина ќе биде и причина општина Виница да продолжи со оваа убава традиција, затоа што Македонија е земја на антички мозаик, а ние го работевме современиот мозаик, која креира многу убави уметнички дела од рециклирани материјали. Благодариме за соработка и се надеваме ова дека ќе го чувате и во иднина ќе работите на ова и ќе разубавите општината со вакви уметнички дела благодарение на златните раце на уметниците Александра и Марија. Денес се гледа еден резултат да направиме, односно да го оплемениме целиот овој убав простор кој го дал природата и кој ние, нели сите, треба да го одржуваме и да го чуваме. Задоволство и чест ми беше да соработувам со Сдруженијето Македонија Welcome Center и да дадам свој придонес како уметник, како сликар, како мозаичар. Се надевам дека ваквите проекти во иднина ќе бидат поддржувани и ќе бидат за поздрав, бидејќи целиот овој мозаик настана со употреба на шунтот плочки, значи нешто што ќе заврши во отпад, а ние му дадовме една уметничка димензија. Од општината, но и од јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница упатија апел до граѓаните да ја зачуваат автентичноста на ова мало катче во градскиот парк и да се воздржат од сквернавање и додатно уништување на истото.